Добро вечер. Ја тепал и се заканувал и дента кога се случи трагедијата во Тафталиџа. Сопругот на починатата Ивана Јовановска ќе остане во притвор уште 8 дена. Кривичниот суд го прифатил барањето на обвинителството за продолжување на притворот. Сопругот на Ивана, Стојанче Јовановски, е осомничен за тешко семејно насилство и наведување на самоубиство, а обвинителството за него побара мерка притвор. Оттаму соопштија и нови детали за случајот. Ивана цели 7 години била малтретирана и тепана од Стојанче, а нападите се интензивирале минатата и оваа година, поради што според обвинителството сега веќе починатата се нашла во безизлезна состојба и се одлучила на самоубиство. Го зела детето во раце и скокнала од балконот на 6-тиот кат од нивниот стан во Тафталиџе. На критичниот ден предходеле неколку настани, а осомничениот најпрво се заканувал и започнал да ја удира оштетената во близина на нејзиното работно место. Потоа, додека со автомобил управуван од трето лице се возеле кон основниот кривичен суд, продолжил да и се заканува дека ќе ја убие, со што предизвикал кај неа чувство на страф и несигурност. Во близина на судот физички ја нападнал и нанел телесни повреди, хематоми по главата и телото. Откако од училиште ја зеле 6-годишната ќерка, сведокот ги однел до домот за оштетената да се спакува и да ја носи кај мајка ѝ. Додека сведокот и осомничениот седеле пред зградата, оштетената се заклучила во станот со детето и оттаму го извршила самоубиството, наведуваат од ОЈО. Суровото и нечовечно постапување на Стојанче, кое траело од 2019 и кое вклучувало и физичко и психичко насилство, односно тепање, навредување и понижување, според обвинителството било пријавувано во надлежните институции и од Ивана, но и од очевидци и други сведоци. Извршените инспекции од страна на Министерството за социјална политика веќе утврдија пропусти во постапувањето на социјалните служби, пошто обвинителството испитува и дали има кривична одговорност кај службениците од Центарот за социјални работи во Скопје. Од невладиниот сектор бараат да се стави крај на насилството врз жените преку итни системски промени. Ваквите случаи се одраз или се резултат на нефункционален, за жал, систем за заштита кој на хартија го имаме уште од 2004 година. Меѓутоа, во целиот овој период од повеќе од 20 години, државата не превзеде суштински напори за да се промени досегашниот пристап. Ние имаме невоедначено примена на нивните законски, недоследно применување на законите и, како да кажам, неефективни законски механизми за заштита. Дека институциите мора да постапуваат, порача и министерот за внатрешни Тошковски, кој на вчерашната дебата за ефикасна заштита на жртвите од семено насилство најави брзи законски измени кои ќе го овозможат тоа. Од СДСМ и денеска на пресконференција побараа оставка од министерот Панче Тошковски. На вонредна пресконференција подоцна лидерот на партијата Филипче најави дека утре, наместо на традиционалниот марш за 8 март, тие ќе се приклучат на граѓанскиот марш во Скопје. Требаше да го одбележиме 8 март со традиционалниот марш, да славиме за достигнувањата на жените, но и гласно да бараме подобрување на нивната положба во општеството. Но трагичниот настан кој што се случи во Скопје, смртта на мајката и детето, не остави длабоко потресени. И ова не е само индивидуална трагедија, ова е уште еден трагичен доказ за системскиот проблем со насилство врз жените, за неадекватната заштита, за неадекватната реакција на институциите. Секој што ќе крене рака на друг или ќе помисли дека може да малтретира, демне и заплашува жена, ќе се соочи со институциите и со законот. Ги охрабрувам сите граѓани, особено жртвите на семено насилство, да пријавуваат, порача министерот Панче Тошковски. Оние што денес глумат морални суди и организираат пресови со крвави раце, обидувајќи се од трагедиите да направат политички спектакл, нека продолжат со тоа. Истите со години ја третираа полицијата како алатка за заштита на сопствените криминални и партиски интереси. Нашиот одговор нема да биде со пресконференции, туку со апсења, постапки и институции што конечно работат, вели Тошковски.
Адвокатот Тони Менкиновски денеска ја информираше јавноста дека бугарските власти му изрекле забрана за влез во Република Бугарија во траење од 10 години. Одлуката му била врачена вчера при обид да влезе во земјата преку граничниот премин Златарево. Забраната доаѓа во момент кога пред Комитетот на министри на Советот на Европа повторно се разгледува прашањето за неспроведувањето на пресудите поврзани со Омо Илинден, а токму тој е застапник на македонците во Бугарија пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Нема да се предадеме во остварувањето на нашите основни човекови права. Ова е голем срам не само за Бугарија, туку и за Европската унија, изјави Менкиновски. Има наведено во ова решение, каде јас, Менкиновски Тони, представувам закана за нивната национална сигурност и сум ставен на црната листа нивна или национална листа. Срамно ова за Европа и Европска унија. Ќе ги информирам најнапред Обединетите нации и сите постојани комисии за заштита на човековите права, Совет на Европа, Комесарот за човекови права, ОПСЕ, значи, ќе доставам барање, како и македонската влада, Македонското министерство за надворешни работи и Народниот правобранител. Секогаш кога поминувам македонско-бугарската граница, тие нас ми прават личен претрес, поготово мене. Како да сум јас државен непријател број 1. Јас би се чувствувала засрамено да седам на маса со Бугарија ако тие му забраниле влез на адвокатот кој ги брани македонците таму, изјави на новинарско прашање денеска премиерот Мицкоски. Со осуда на потегот на Софија се огласи Демократскиот сојуз. Ова е чин без преседан во земја членка на Европската унија која му забранува право на движење и професионален ангажман на еден адвокат во земја членка на Европската унија, само поради фактот што застапува граѓани кои се борат за своите малцински права. Бугарија со оваа постапка пред цела Европа дрско и безобразно демонстрира дека не само што не ги признава македонците како малцинство, туку ја попречува и нивната битка за регистрација на здруженијата што ја водат пред Судот за човекови права во Страсбур, кој досега изрече 14 пресуди во нивна полза. Доколку конфликтот на Блискиот Исток продолжи, цената на нафтата може да достигне до $100 за барел веќе следната недела. А ако дојде до драстичен раст на енергенсите, владата уште на првата наредна седница ќе интервенира, вели премиерот Мицкоски. Апсолутно имаме доволно нафта и нафтени деривати во држава, граѓаните треба да бидат спокојни. Цената на нафтата и нафтените деривати кај нас е драматично поевтина од таа како што е во соседството, да речеме ако е во Србија 120 денара од прилика литар, кај нас е 70 и нешто. Јас не би ги коментирал одлуките на регулаторна комисија. Регулаторна комисија за енергетика е независна институција. Доколку има драматичен скок на цената, се разбира дека ние како влада веднаш уште во вторник на редовната владина седница ќе интервенираме. Имаме неколку опции на располагање, дали ќе намалиме акциза, дали ќе намалиме данок на додадена вредност. Со 2 нови современи монтажни паркинзи и околу 500 нови паркинг места ќе се решава хаосот со паркирањето на клинички. Наместо приватен инвеститор, паркинзите ќе ги гради град Скопје, што ќе оневозможи поскапување на билетите и остварување бизнис профит, изјави градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски, кој со министерот Алиу денеска потпиша договор на 15 години со 10% закупнина од вкупно остварениот промет. Ќе биде имплементиран и така наречениот паметен паркинг систем со интегрирани сензори на секој паркинг место за детекција на слободни места. Камери со автоматска регистрација на возила, мобилна апликација за реално време на резервации и уплати, како и поврзување со фискални систем и е-управување. По истите цени и по повластени услови ќе ги користат пациентите овие паркинзи. Но ќе го решиме генерално хаосот кој што со години владае овде. Фокусот овде ќе не биде задоволување на потребите на оние кои што работат овде, на цел персонал во клиничкиот центар, но пред се на пациентите кои што никој од нив не доаѓа од мерак овде во клиничкиот центар. Вестите завршија. Останете со Канал 5. Пријатна вечер.